Дејан, ќе ми биде и Мирча Адамчевски после 9 часот тука, бидејќи мислам дека е време малку и пошироко да пресечеме целата оваа ситуација што се вели. Практично сме дојдени до една блокада. Дефиницијата за тоа кој победува, кој губи, изгледа дека зависи од кој агол сака човек да ги гледа работите. Западот вели Путин губи. На долги рокови секако, но во војнава, да кажем, конфронтација, можеби Путин мисли дека не губи, бидејќи остварува некој од ја држи Украина под тензија. Зашо Путин не губи Украина, Украина губи територија. Значи покрај се во војна сите губат, но може Путин ќе загуби на под. Меѓутоа Украина не зазема територија на Русија. Украина, да, се разбира, Украина жестоко се брани и сега прашањето е како да кажем, читав некои анализи, велат дали Западот всушност не се плаши од победа на Украина. Бидејќи ако украинците победат против русите, сега тоа што се дефинира како победа и што е дефинирано како ако тргнеме на територија, тогаш секако Украина веројатно на крај ќе има загуба. Што зборуваат украинците? Извини што те прекинам. Нема победа. Ниту Донецк, ниту Луганск, значи Донбас, ниту Крим ќе се вратат некад во Украина. Да не се лажеме. Како тоа ќе се направи? Како после се? Добро, претпоставам дека и украинците тоа го разбираат, но не може да се очекува дека официјално ќе кажат, видите, ние тие не можат да кажат дека. Вчера имаше една многу интересна изјава, малку помина во нашите медиуми. Зеленски ги посети војниците во Харковската област. И им рече, треба да се бориме, но не по секоја цена, демек животот е сепак една. Мене ми е тоа порака дека им е се јасно. Ако успеете добро, ако не, важно е учествувате нешто као во спортски дух, важно е да играме добро, па не е важен резултатот. Што сакам да кажам? И Кристина ќе оди сега во Харков. Харков е следен, бидејќи овие сили што се Луганск го освоја, ќе се вратат кај Харков, додека овие другиве што се во Донбас, Донецк, тие треба се симнат во Херсон. Претпоставува ли тоа дека Путин има безгранична резерва на луѓе, техника, муниција за како сака да се движи и колку сака долго да трае? Значи, што се однесува до техника, муниција и луѓе има. Што се однесува до пари, не би знал да го одговорам. Има, бидејќи целта... Пари има, само зависи зашто ги наменува. Целта после Донбас ќе биде, јас повторно сум досаден за тоа, кај Запорожје има еден град се вика Днепар Петровски или Днипро, натаму одат русите и одат на кај Херсон доле, кој е веќе во руски раце, и тука веројатно би завршила оваа прва фаза. А зашто ги губат овие во сега со контранапади, се повлекуваат и од некои веќе освоени места, како што се ние двајца града близнаци и така. Градови... Тие се прилично уништени. Тука е борбата за контрола секојдневно. Јас ги гледав оние на британскиве генерали кои нели треба да се пристрасни. Тие велат нема никаков помак ниту кај русите, ниту кај украинците. Како она што сме гледале во Втора светска војна, ќе го земе местово, па ќе го потиснат. Што е таа стратегија на Русија? Зошто не е стратегија, веројатно е тактика? Што излекување на главницата која е стационирана во Донбаскиот регион. Јас и вчера почнав тоа да го зборувам. Идејата на русите беше, сега не можам да тврдам, но тоа кажуваат анализите, да симулираат напад на Киев и да ги логично измакнат најголемите, најсилните бригади на украинската армија од Донбас, да се повлечат да го бранат главниот град и тие да влезат во Донбас. Не им успеат стратегијата. Подоцна симулираа напад врз Харков. Истото тоа се обидува, овие остана стационирани во Донбас. Ја разбирам, вчера разговарав, зошто сега тоа би успеало? Па затоа што се разредени. За да се освои Мариупол, мораше со земја да го сравнат. Сега има од интерес и со Харков, тоа да настане, да заборавиме, во Харков има многу население кои што зборува руски. Но сега мораме да признаеме дека во Харков има едно разочарување од страна на Москва. Москва очекуваше дека проруската администрација и прорусите во Харков ќе излезат во пресрет. Тоа не се случи. Сега како ќе се освои Харков? Бидејќи без разлика кој како стои, што како, значи тоа мора да се руши и тоа мора да се руши многу темно. Тоа е сепак многу голем град. Голем град е, но е на граница со Русија. Многу полесно може да го изолира.
На пример, Одеса не може да ја Па изолира. да знам, ама што значи тоа ќе го изолира? Па И ќе потоа го- уште што ќе ги огладнат, Ќе биде, ги ќе оженат? биде опколен и ќе мора да прифатат како што е Херсон долу, истото му го направи на Херсон. Херсон ќе влезе дури и во границите на Руската Федерација, бидејќи ќе парите таму се рубли, официјални а не гривни. Затоа велам, веројатно првата фаза ќе биде, ние сега шпекулираме. Првата фаза е таа и се смета дека ќе трае до Нова година. Многу е важно како ќе игра НАТО понатаму, бидејќи очигледно дека првата фаза на Западот спред се успеа со поддршката на Украина да и се спротистави на една од најмокните армии во светот. Но што понатаму? Едно сум сигурен, дури и најлошото сценарио да биде урнат Путин и да дојде некоја друга власт во Кремљ. Кој би го урнал Путин? Не, зборувам не хипотетички. гледаме Овие градови веќе никад нема да се вратат во Украина. Никогаш. Па- Затоа што нема логика како ќе се вратат. Добро, јас мислам дека никогаш не треба да се каже никогаш. А Калининград го вратија ли на германците? Не го вратија, затоа велам. Мислам, има многу логики како ќе се вратат и зошто би се вратиле, само да видиме дали тоа војна ќе се успее. Инаку Макрон- логиката е секако на украинска страна. Сашо, не знам дали ја слушна изјавата на Макрон, исто така многу помина низ ова. Каде што рече мора да го задржиме, да не претеруваме, да го задржиме дигнитетот и на Русија. Дигнитетот на Русија, мислам, Тоа е сите се расположението. грижат да, па тоа е расположението на Европа кое што сега се плаши од победата на Украина. Сега се- Затоа и велам дека е сега веќе доведено прашање европската поддршка, а што ако овие навистина победат? Оти после дигнитетот на Русија, што ќе правиме? Значи, они некако да. Сега Макрон е уплашен да не се падне Да не ги дигнитетот навредиме на- русите, да ги да. навредиме Многу- русите. не, интересно Добра, и тоа ќе биде размислување. ќе почнат Париз да го бомбардираат, да изве Па, како ќе веројатно биде. тогаш- Можда и тогаш дигнитетот на Мада Русија ќе французите треба да се покажа и спасува. Втора светска војна како се чува дигнитетот Да, да без се Хитлер. предаде да прави со Хитлер. шест Франција, па која ќе победи. Така е, добре. Тоа е Тие таа историски го лекции учат на се и се што, меѓутоа на крајот од краишната теренот ги диктира политичките настани и затоа е овој обич што го правиме да опишеме малку прва рикверц кој што таму прави така натаму. Едно е сигурно, не едно е сигурно. Овој дел источиот како што и некогаш зборувавме, а Типов полно пати ми рече дека инсистирам на таа теза. Ке се подели Украина. Едниот дел ќе оди, дали ќе биде независна држава или ќе се приклучи конфедерацијата, не знам. Вториот дел каде што приметуваш дека Лавов и останативе Ивано-Франковск, сите тие градови веќе не се во игра. Не се во игра, никој Не не се ги во каква игра? Па не се спомнуваат дека се Зашто да се гаѓани, спомнува? стрелани. А зашто би биле гаѓани? Па беа стрелани. Не се спомнува ни, како да кажем, ни Букурешт, и него гаѓаат, И- доека не почне го гаѓаат. Да. Одеса не се спомнува, доека не почне да гаѓаат. Значи, таа Ние логика... зборувам на тоа дека не ги Лавови и овие градови веќе не ги Лавов е- напаѓаат, а ги па, напаѓаат првите денови. Ама тоа не ги беше таја лажната шема за да излечат Тоа беа украинските магазините трупи, на НАТО па, оружје. Магазините на НАТО оружје во Лавив беа. А сега се магазините кај Киев и поради тоа беше стрелано. Секогаш кога вакви воени операции ќе се одолжат, кога нема да ги дадат првичните планови на генералштабите, а генералштабските планови во секоја војна се распаѓаат првиот ден на терен, потоа влегуваат овој тип на Политичко, обиди да се објасни што таму се случува, Господ знае што се случува. Она што го знаеме дека конфликтот се уште трае и дека веројатно ќе трае уште прилично време. Мене малку само да го кажам на крај на разговорот, 30 секунди, дипломатската војна која се случува и ова со Лавров вчера само ми покажа дека и натаму Москва и НАТО планираат да ги прекршуваат копијата и на западниот во регионов, бидејќи разбира, потребата на Лавров да Да отиде бидам искрен, се надеваме дека е така. Потребата на Лавров и Путинов дека да командаат, тогаш далеко во ќе денешното време на технологија потребата физички да дојде во Белград и да кажеме ние само сакавме да разговараме, ми паѓа у вода. Се гледам дека е тоа нит Лавров многу сакаше да дојде, ните Вучич многу таже што не дојде. Вучич, Куртули. Оти тие разговори на крај ќе има за задача да има пресконференција, тие пресконференцијата сега направија през доаѓање и мислам дека Вучич и многу Белград, среќни. Куртулија, значи ги спасивме. Сега морам слободно да кажем што не дадовме прелет, инаку што ќе правеа после, не знам. Па да, пресконференција.